Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Ете, поминаја и новогодишните и божичните празници, како што беше и македонската нова година и Василица, со песна веселба, па затоа пак и ние да продолжиме со песна и веселба, за да ги разубавиме вашите срца. Кому љубов среќа пари, кому како судено, а на мене Бог ми дарил грло убаво. Кому љубов среќа пари, кому како судено, а на мене Бог ми дарил грло убаво. Роден сум за песна и за мераци, живеам за неа и се веселам. Роден сум за песна и за сокаци, кај што да пеам, играм до зори. Кому љубов среќа пари, а на мене ни едно, само грло да ме краси, слави убаво. Кому љубов среќа пари, а на мене ни едно, само грло да ме краси, слави убаво. Роден сум за песна и за мераци, живеам за неа и се веселам. Роден сум за песна и за сокаци, кај што да пеам, играм до зори. Роден сум за песна и за мераци, живеам за неа и се веселам. Роден сум за песна и за сокаци, кај што да пеам, играм до зори. Кај што да пеам, играм до зори. Драги дечиња, и вечерва повторно сме со вас, но овој пат со една поучна приказна. Еден млад човек запрашал еден мудар старец: "Што сум јас?" Старецот рекол: "Ти си она што мислиш.
Ке ти го објаснам тоа со една приказна. Еден ден покрај градските ѕидини во Самракот, луѓето можеле да видат две личности кои се прегрнуваат. Невиното детенце мисли, тоа се тато и мама. Човекот пак со бујна фантазија мисли, тоа се љубовници. Човекот кој живее сам мисли, тоа се двајца пријатели кои со години не се виделе. Човекот кој е алчен за пари мисли, тоа се двајца трговци кои склопиле успешна сделка. Жена пак со нежна душа мисли, тоа е таткото кој го прегрнува синот кој се вратил од војна. Човекот кој тагува поради смртта на својата ќерка мисли, тоа е ќерка која го прегрнува својот татко кој се вратил од пат. Девојката која сонува за љубов мисли, тоа се двајца заљубени до уши, а убиецот мисли, тоа се двајца кои се борат до смрт. Тесноградиот човек мисли, кој знае зошто се прегрнуваат. А пак Божиот човек мисли, колку е убаво да се видат двајца луѓе кои се прегрнуваат. Старецот на крај заклучил, секој размислува и просудува во зависност од тоа што е самиот тој и што носи во себе. Тоа беше и поучната приказна пред самото ваше заспивање, драги дечиња. А сега, добра ноќ. Среде соба високо, елката ни стои, и ја красат играчки, во илја да пои. Елко, елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз дарови да реди. Елко, елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз дарови да реди. Снежана од гранките милно ни се смее и ни вели весело, секој нека пее. Елко, елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз дарови да реди. Елко, елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз дарови да реди. Тука е играчката, вчера што ја сонив, многу, многу играчки, многу лампиони. Елко, елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз дарови да реди. Елко, елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз дарови да реди. Помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски.
Svoj den što ne te gledam jas, za prazni noći, za sekoj čas, po jedna kitka ke sve ne znaj, a to cveće neki teže na i se što ne spoji se raskina zna, ti ko da sakaš da bide sam, no dalke možam ko tebe i jas, da zbrišam se od nas. I ako jednaš te prečekam sam, del od minato to che ti dam, od dve te ljubovi jedna traj i za neja nema kraj. Mladež ne ostavi trag, pak da se vratiš na naši odprav, ne da vam spomen roden vomar, sega da umre so naši od kraj i se što ne spoji se raskina zna, ti ko da sakaš da bide sam, no dalke možda ko tebe i ja, da zbrišam se od nas. I ako jedan te prečekam sam, del od minato to che ti dam, od dve te ljubovi jedna traj, za neja nema kraj, za neja nema kraj. Од вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, па натаму, ќе отпочнеме со откривање на убавините на Македонија преку планини, реки, езера, споменици, манастири и цркви и така натаму, на градови со нивните села, па и некои позначајни села од нив, со една така наречена прошетка низ нашата земја. Се разбира за секој град и сите знаменитости што се внатре во самиот град. Најпрво ќе отпочнеме од мојот роден град Охрид.
Охрид е град во југозападниот дел на Македонија и административен центар на истоимената општина. Се наоѓа на североисточното крајбрежје на Охридското езеро, кое по градот го носи и своето име. Охрид и Охридското езеро се едни од главните туристички места во Македонија. До него се стигнува преку регионалниот пат Битола-Ресен-Охрид. Поради големиот број на цркви и манастири, градот е познат како Балкански и Европски Ерусалим. Охрид е познат и како градот на светлината, што представува буквален превод на неговото старо име Лихнид. Охридскиот регион е вклучен во светското наследство на УНЕСКО. Името на градот настанало уште од старо време зборови, како што Западот ги нарекува старословенски зборови, во Хриди, тоест во Ридот, како описно место име за местоположба на градот кој што со векови обстојувал во јужната вдлабина на Карпестиот Рид. Според една легенда која ја запишале браќата Миладиновци, кога се правела Охридската крепост, царот Јустинијан се качил на ридовите на кои лежи градот и гледајќи ја прекрасната околина извикал "Ох, Рид", тоест каков убав Рид, и оттогаш останало градот да се вика Охрид. Современиот Охрид е наследник на античкиот Лихнид. Според податоците, градот првпат се спомнува во 2400 години пред новата ера. Лихнид се наоѓал на патот Вија Игнација, најстарата и најзначајнија, пак ќе речам како што велат западните сили, римска сообраќајница на Балканот. Брегиците и енхелејците го сочинуваат најстарото население кое може според името да се идентификува во пошироката област на Охридското езеро. Брегиците се исто што и фригиците. По Третата македонска војна против кралот Персеј, Лихнид станал главна римска база во северните области на Македонија. Тоа е времето кога за него најмногу се слуша. Последната вест за Лихнид е веста за неговото разурнување. Во еден земјотрес кој според историските извори се случил на 29 и 30 мај 526 година, настрадале повеќе десетици илјади лица во Лихнид. Потоа градот повеќе не се спомнува во историските извори. Охридската област во крајот на 6 век била изложена на масовна, така наречена пак Западот што вели словенска колонизација. Охридската област до 30-тите години на 7 век била целосно колонизирана од словенското племе Берзити. Лихнид оттогаш го добил името Охрид. Охридскиот крај уште во втората половина на 8 век станал привлечно подрачје. Како учител и епископ, Климент заедно со Наум ги поставиле основите на така наречената Охридска глаголска книжевна школа. Благодарејќи на дејноста на Климент и Наум, градот Охрид во втората половина на 9 век израснал во еден од најразвиените и најпознатите средновековни словенски културни центри. Во време на царот Самуил, Охрид стана религиозен центар и главен град на царството. Неговите тврдини и ден денес стојат високо над самиот град. Есента 1015 година вистинскиот македонски цар Васили II успеал да го заземе Охрид, но тврдината останала и понатаму под власта на царот Јован Владислав, наследник на Гаврило Радомир, синот на цар Самуил. Императорот Василий II дозволил Охрид и понатаму да остане седиште на Охридската архиепископија. Во 1204 година, за време на Четвртата крстоносна војна, Охридскиот крај заедно со другите југозападни македонски области биле вклучени во рамките на Солунското латинско кралство. Во 1334 година, кога бил цар Душан, ги презел градовите Охрид, Прилеп и Струмица. Во 1378 година била доградена црквата Света Богородица Перивлепта, Свети Климент во Охрид. Охрид не само што бил најважниот град во регионот, туку бил и најважниот образовен центар и извор на писменоста на сите словенски народи. Во Охрид се наоѓа најстариот универзитет во Европа од 9 век, додека во местото Плаушник, близу градот, се наоѓа реставрираната црква Свети Климент, чии наоди укажуваат на фактот дека пак таму имало универзитет од 13 век.
znam da li će se vratam pak. Кон самиот крај на 14. век, турскиот султан Бајазид I успел речиси насекаде во Македонија да ја наложи својата власт. Во 1408 година Охрид потпаднал под власта на османлиите и наредните 5 века обстојува како дел од тогашната Отоманска империја. Турците по своето доаѓање во овој крај се населиле во рамничарскиот дел на исток и на запад од градот, додека поугледните и побогатите турски бегови изградиле и своји живеалишта покрај Зерскиот брег надвор од тврдината во местноста Трсија. Султанот Мехмед II во 1466 година наредил во Цариград да бидат депортирани охридскиот архиепископ Дороти заедно со многу охридски клерици и болјари, најверојатно поради нивното антиосманлиско дејствување за време на востанието на Скендербек. Познатиот турски патописец Евлија Челебија, кој го посетил Охрид во 1670 година, во својот патопис за овој град забележал: градот е добро населен со рајски мирис, исто како градот Дамаск. Куќите му се приземни и на кат со оформени 17 маала, 10 муслимански и 7 христијански. Куќите на големците се наоѓаат покрај езерото. Во градот има 17 муслимански храмови, големи и помали џамии, неколку медреси, 7 мектеби, 2 јавни бањи, 3 трговски јана. Чаршијата е расфрлена на 4 места со околу 150 трговски и значајни дуќани. Во 1767 година била укината Охридската архиепископија. Основањето на првиот комитет на ТМРО во Охрид се случило во август 1894 година. Пролетта 1901 година се пристапило кон создавање на чета со враќањето на неколкумина печалбари. За време на Илинденското повстание во Охридско се воделе непрекинати борби во текот на целиот месец август 1903 година. Во време на востанието во Охридско имало 31 борба. Четите од Илинденското востание својата борба ја продолжиле во текот на Младотурската револуција во 1908 година.
tebe miliče da jaske ora, cari grada, na mene odvrni grci, golem poplake. Golem poplake. Grčki patrikeni sruši, naša Ohridska stolica, ti mene do smrti drži, zatočenije. Zatočenije. Te prati vladici Grci, licem sveci, srcem vrci, tebe lača, tebe striža, tebno zadok. Tebno zadok. Охридската околија за време на Првата Балканска војна била поделена од страна на Србија и Бугарија на два дела. Еден кој потпаднал под српска власт и друг чиј статус требало да решава по крајот на војната. Српската војска во Охрид влегла на 22 ноември 1912 година. Во војната се вклучили и голем број охриѓани со надеж дека Македонија ќе биде ослободена. Поради незадоволството од подпишувањето на Букурештиот мировен договор и поделбата на Македонија, во септември 1913 година во Западна Македонија, Дебар, Охрид, Струга е кренато востание познато како Охридско востание. На 12 септември четите на Петар Чаулев и Павле Христов влегле во Охрид. Српската војска и администрацијата била протерана од Охрид, било свикано собрание и била формирана привремена управа во која влегле Лев Огненов, Иван Грубчев, Павел Христов, Лев Кацков, Петар Филев и други стакнати граѓани. На 19 септември селата во Охридско биле освоени и опожарени од страна на српските чети, а четите на ВМРО се повлекле на запад кон Голо брдо. За време на Првата светска војна, Охрид и Охридско потпаднале под бугарска власт. За време на окупацијата извршени се бројни ограбувања и однесени се предмети, книги и друго материјално богатство, што со векови се сведочело за достигнувањето на Охридската архиепископија. По пробивот на Македонскиот фронт во септември 1918 година, силите на Антантата ги поразиле бугарските и германските војски, така што тие ја напуштиле Македонија. Охрид за време на Втората светска војна се наоѓал под бугарска окупација. Партизанските единици го ослободиле градот на 15 октомври 1944 година, но за кратко време, бидејќи било под притисок на германските сили, тие се повлекле. По борбите меѓу партизаните и германските сили, ноќта меѓу 7 и 8 ноември, градот е ослободен. Во 1958 година во црквата Света Софија бил одржан вториот македонско црковно народен собор, на кој била донесена одлука за возобновување на Охридската архиепископија и истата да го носи името Македонска православна црква. На третиот македонски црковно народен собор, кој исто така се одржал во црквата Света Софија во 1967 година, била донесена одлука за прогласување автокефалност на Македонската православна црква.
a koga gi baravme, v zatvor se najdovme, a koga gi baravme, v zatvor se najdovme. Градот Охрид се наоѓа во југозападниот дел на Македонија, на североисточната страна од Охридското езеро во Охридското Струшко поле. Градот е сместен во подножието на планината Галичица на надморска височина од 695 метри, додека стариот дел од градот се наоѓа на повисока надморска височина до 740 метри. Сливното подрачје на Охридското езеро брои 40 реки, и тоа 23 на албанска и 17 на македонска територија. Сепак, најголемиот дел од нив пресушуваат во летниот период и се незначителни. Во однос на нивниот проток Сатеска, Коселска, Сушица и Черава се најзначајните реки кои се вливаат во езерото. Охридски мала во Охрид се Варош, Канео, Месока, Строкошишта, Воска, Лабино, Карабего мала, Крџамија, Видобишта, Влашка мала, Христо Узунов, Бараки, Црногорци. Од 1018 до 1767 година Охрид бил седиште на Охридската архиепископија. Таа како самостојна црковна организација го управувала верскиот живот на христијаните во Македонија и други балкански земји, а во одреден период под своја управа ги имала православните цркви во Далмација и делови од Италија. Затоа Охрид се нарекува Балканскиот Ерусалим, на која територија на општина Охрид постојат повеќе од 100 православни цркви, од кои 60 активни, 10 исламски верски објекти, односно џамии, и една католичка црква. Во Охрид се наоѓа седиштето Дебарско-Кичевската епархија на Македонската православна црква. Турскиот патописец, како што реков Евлија Челебија, го посетил Охрид во 14 век и забележал дека градот има 365 цркви, по една за секој ден од годината. Тоа се катедралата Света Софија, во 11 век изградена, црквата Свети Јован Канео 13 век, црквата Свети Климент и Свети Пантелеймон во Плаошник во 10 век, црквата Света Богородица Перивлепта, црквата Света Богородица Каменско, црквата Света Богородица Болничка, црквата Света Богородица Пандонос, црквата Свети Ѓорѓија, црквата Свети Варвара, црквата Свети Димитри, црквата Свети Климент Охридски, црквата Свети Константин и Елена, црквата Свети 40 севастиски маченици, црквата Мали Свети Врачи, црквата Големи Свети Врачи, црквата Свети Никола, црквата Свети Никола Геракомија, црквата Свети Никола Болнички, црквата Света Тројца, црквата Свети Еразмо, црквата Лазарево Воскресение, црквата Свети Никола Чудотворец, црквата Свето Благовештение Рача, црквата Свети Никола Чекоштина, камен темелник поставен на 20 декември 2015 година, се наоѓа во населбата Чекоштина, дел од 8-та Охридска парохија. Многу ранохристијански бразилики, како например базиликата на Свети Размо во 4 век, Самоиловата тврдина во 10 и 11 век, галерија на икони Охрид, завод за заштита на споменици на културата и Народен музеј, куќите на Робевци и Христо Узунов, музеј на словенската писменост од 18 век, антички амфитеатар, спомен куќата на Григор Прличев, Свети Климентовиот универзитет и археолошките наоѓалишта на Плаошник. Годишни пак настани, Прличеви беседи, денови на поетот на Григор Прличев,
Екофестивал, меѓународен фестивал од областа на екологијата и културниот туризам, Ден на Охридското езеро, Балкански фестивал на народни песни и игри, Охридско лето, меѓународна музичко-сценска манифестација, меѓународен семинар на македонски јазик, литература и култура, Охрид фест, фестивал на фолк и поп музика, археолошки остатоци, храм на Изида. А сега една убава македонска песна. Кој го знае, со злато би го плати. Кој го сретна, вечно ке го памти. Колку љубов дале тие жици, толку нема ова небо птици. Колку љубов дале тие жици, толку нема ова небо птици. Ек да свири сега садило, пусто срце би се набило. Сиото грит пак да слуша музика што лечи душа. Ек да свири сега садило, ек да свири сега садило. Пусто срце би се набило. Сиото крит пак да слуша музика што лечи душа. Ек да свири сега садило. Овој живот дава и зема, зошто веќе садило го нема. Таква песна дали ке се роди, кој ќе смири едни бистри води. Таква песна дали ке се роди, кој ќе смири едни бистри води. Нек да свири сега садило, пусто срце би се набило. Сиото хит пак да слуша музика што лечи душа. Ек да свири сега садило, ек да свири сега садило. Пусто срце би се набило. Сиото хрип пак да слуша музика што лечи душа. Ек да свири сега садило. Виолино заплачи за него. Violino preноќи на брего.
da se vrati sve što bilo, da se vrati sad bilo. Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на Subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. Последните минути да ги искористиме со песна од мојата поезија. Некој рекол, ако знае човек кога ќе умре, сам ќе си го ископа гробот. Некогаш бев сојка птица, распеана и ненадпеана. Бев весела, насмеана. Некогаш бев со се сита, а имав и давав и помагав. Околу мене пофалби и чукање порамо, божем повтор пат невеста ќе бидам. Си правев, зашто така сакав. Некогаш сите песни беа мои, сите сказни, сите и се. И ете, како чума да покоси се. Останав со фамилијата на крстопат на распаѓе. Останав од она што го имав, од чукање порамо и ласкање. Остана само празна фраза, а јас се уште се борам и знам дека ќе победам. Srede Ohrid činar stoji. Toj godini sal si broji. Tajni čuva za Despina i Biljana moma mila. Tajni čuva za Despina i Biljana
Sveti Naum, Sveta Sofija. Spomeni se istorija, visokaci mnogo stari, trubaduri svirat mladi. Visokaci mnogo stari, trubaduri svirat mladi. Ej, okride večno mlad, mi te ljubav stari mlad. Kraj ezero bistro sino, isto čaša rujno vino. Ej, okride večno mlad, mi te ljubav stari mlad. Kraj ezero bistro sino, isto čaša rujno vino. Kraj ezero bistro sino, isto čaša rujno vino. Се наближуваат и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд. Thank you.